Мано Филолошкиот факултет Институтот за македонски јазик. Ниту една од овие институции не била консултирана при изработувањето на законот за употреба на јазиците, тврди академик Катица Ќулакова. Законот треба да се разгледува во поширок контекст за да се свати неговото значење и влијание, вклучително и последиците кои тој ќе ги предизвика врз унитарноста на државата и општествениот интегритет во земјава, смета Ќулакова. Според неа сите закони кои што се носеле во минатото во однос на употребата на јазикот, територијалната поделба, па се до формирањето на еднонационални партии пред 20 на години, придонесува за забрзана национална и лингвистичка сепарација во општеството. Реалноста покажува дека младите албанци во Република Македонија, кога ќе дојдат на факултет, не го познаваат македонскиот јазик и дури на таа возраст запишуваат почетен курс по македонски, што говори дека учењето на македонскиот во предучилишното, основното и средното образование не се почитува. Ваквиот образовен систем создава редовно и систематски нови генерации кои припаѓаат на различни идентитети и светови, со многу малку диалог и разбирање меѓу себе. Тие два одвоени света со тек на време ќе предизвикаат дополнителни сепарации и оттуѓување меѓу македонските граѓани врз етничка основа, а во голема мера и врз религиска, затоа што едновремено во Македонија се одвиваат и многу загрижувачки процеси на планот на религиските идентитети и практики. Ќулакова има и директни забелешки за новиот закон за употреба на јазиците. Смета дека е промашен и методот за контрола на спроведувањето на законот. Во новиот предлог закон премногу е ставен акцент врз санкциите и формирањето агенција за спроведување и контрола на санкциите и глобите. И тоа неумерено без да се води сметка за последиците од тие мерки. Овој дел секако треба да претрпи измени, исто како и делот за двојазичноста на символите, парите, униформите. Тие мерки, ако не се производ од колективни историски фрустрации, тогаш веројатно се добро промислени стратешки мерки зад кои што се крие посебен албански интерес. Ако имаме предвид дека како држава немаме консензус за државниот интерес на Република Македонија, тогаш и таквата опција е веројатна. За предлог законот веќе реагира и од политичките партии, аналитичари, но и професорки од Институтот за македонски јазик, кој напише и приговор до владата, а за нив проблематичен е насловот, содржината, нејаснотиите и практичното изедначување на македонскиот и албанскиот јазик.